Кочани меѓу градовите со најмал процент на пререгистрација на невработените лица. Од 4800 евидентирани пререгистрација извршиле само 1479 или 30%. Од подрачната единица на Фондот за здравство од Кочани со апел сите невработени да не го чекаат крајниот рок 31 март за да извршат пререгистрација, туку да дојдат и да ја потпишат потребната изјава. Во спротивно, ќе бидат избришани од списокот за евиденција и ќе го загубат здравственото осигурување, потенцираат од Кочанската единица на Фондот за здравство. Само за споредба, од градовите во државата со висок процент на пререгистрација се Гостивар со 60%, Македонски Брод со 61%, Тетово и Куманово со по 50%. Градовите од Источна Македонија најслаби во пререгистрацијата. По Кочани е соседна Виница со пререгистрирани 36%, а најслабо во Штип со само 26%. Согласно одредбите на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, предвидени се определени правила за лицата кои минатата година добиле здравствено осигурување на товар на буџетот на Република Македонија за себе и своето семејство врз основа на своите пониски примања и за лицата кои првпат здравствено ќе се осигуруваат по овој основ. Социјално да се обезбеди континуитет во здравственото осигурување за овие лица почнувајќи од 3 февруари заклучно со 31 март 2014 година. Потребно е да дојдат да се регистрираат. Доколку осигуреникот задоцни или еден ден при пререгистрацијата и се направи прекин во здравственото осигурување, тогаш одредени права за кои е потребен 6-месечен континуитет во здравственото осигурување, како за ортопедско помагало, нема да може да ги оствари правата на здравствени услуги.